По акцијата за разоткривање на нелегалното производство на медицински канабис, први реакции за забрана и на легалното и високо контролирано законско производство на ова растение. Владиниот коалицијски партнер Демократски сојуз на Павле Трајанов побара собранието по скратена постапка да донесе измени на законите со кои ќе се забрани производството на марихуаната, според нив за наводни медицински цели. Ако ова се спроведе, тоа би било удар и на легалниот бизнис кој годишно тежи 30 милиони евра извоз, и тоа на високо регулирани и богати пазари, како во Германија и Велика Британија. Министерството за здравство, кое е надлежно за издавање на дозволата за производство на медицински канабис, вели дека оваа дејност е строго регулирана и контролирана. Според нашите протоколи, секои 3 месеци редовно мора да ги известуваат нашите канцелари, нашата институција од страна на приватниот сектор кој што произведува таков тип на производство. Од наша страна исто така со инспекторатот имаме годишен план, но имаме и ad hoc посети ако тоа е потребно. Инаку повеќе институции се надлежни за давање дозвола за одгледување и производство на медицински канабис. Првата фаза е да се добие дозвола за сеење и одгледување. Но ова не значи ништо ако не се исполни барем еден од следните два чекора. Првиот е да се добие барем сертификат за добра земјоделска практика GACP, кој овозможува канабисот да биде третиран како суровина за екстракција и добивање на масло или за производство на сушен цвет. Со овој сертификат потоа може да се побара и сертификатот GMP, кој значи дека суровината може да се преработува во масло или во сув цвет. Сите овие чекори би требало да бидат строго контролирани и безмалку се знае која фирма колку канабис има засеано, колку од нив успешно израснале во стебла, колку дале род и колку производот калирал. Контролите одат до таму што секое стебло се уништува во придружба на полицијата. Исто така и извозот е и високо контролиран и не може да се извезе ни грам производ ако не се знае крајниот корисник, и за тоа нема извозни и увозни декларации со најситни детали за количините и квалитетот. Дополнително, секоја компанија на почетокот на годината мора да пријави колку планира производство, и тоа до стебло и до грам производ, и тоа да биде пријавено во домашните институции, но и до канцеларијата во Виена за следење на опојни супстанци. Министерот Алију вели дека за се останато, што не е во нивна надлежност, одговорноста е кај други институции. Дали излегуваат надвор и како тоа се пренесува од една во друга институција, според протоколите мора да не информираат, но ако е надвор од тие протоколи, ние не сме надлежни како институција, тоа е надлежно Министерството за внатрешни работи. Инаку употребата на медицински канабис во здравствени цели, не во рекреативни, во моментов годишно тежи околу 30 милиарди, со проценка дека до 2032 година може да порасне до 140 милиарди долари. Најголеми пазари се САД, но и Германија и Велика Британија, со милионски пациенти, а се проценува дека иден пазар во развој е Украина.